Почитувани представници на медиумите, како што спомена нашиот министер Спасовски, примерна задача на полицијата е да се грижи за безбедноста на граѓаните и државата, да одржува стабилен јавен ред и мир, да се грижи за имотот на граѓаните и на државата, да посветено да работи во насока на сузбивање на сите облици на криминал, да го штити уставниот поредок и основните слободи и човекови права. А сето тоа во насока на обезбедување на еден мирен, спокоен и функционален живот на граѓаните на Република Северна Македонија. Припадниците на полицијата и сите вработени во Министерството за внатрешни работи, како и вработените во останатите институции од безбедносниот сектор, се нашите мајки и татковци, браќа и сестри, другари и другарки, роднини и пријатели, комшии. Тоа се луѓе од нашето опкружување. Тоа се нашите сограѓани на кои државата им ја дала улогата и довербата да се грижат за нашата сигурност и безбедност. Полицајците ја имаат една од најтешките професии, бидејќи тие во исто време се и полицајци, и лекари, и пожарникари, и војници, и спасувачи, и заштитници, и адвокати, и советници, и психолози, и што уште не. Полицајците се нашите херои, кои што секојдневно покажуваат на дело како се сака нашата татковина и како се извршува службата која им е доверена. Исправени гордо пред браникот на нашата држава, ја манифестираат нивната човечност и саможртва, оставајќи пример за идните генерации како се сака и почитува државата. Затоа, почитувајте ги и поддржувајте ги полицајците, не ги напаѓајте, бидејќи нападот кон полицаец е рамен на напад кон државата, а нападот кон државата е еднаков на напад на самиот себе. Токму денес, со започнување на оваа кампања МВР за граѓаните, заедница, доверба и одговорност, сакаме повторно да испратиме порака дека полицијата постои за да биде сервис на граѓаните, да одржува побезбедни средини за живот на граѓаните, средини во кои што граѓаните ќе се чувствуваат посигурни и максимално заштитени. Нашите граѓани најдобро ги знаат проблемите и предизвиците со кои се соочуваат секојдневно во средините каде што живеат, а токму полицијата е таа на која што први се обраќаат кога се во неволја. Од таа причина многу е важна довербата и почитот што имаат граѓаните кон полицијата, затоа што без комуникација нема доверба, без комуникација нема успех. Да се водиме од светските практики, каде граѓаните имаат безпрекорна комуникација со полицијата и ги информираат за секое негативно поведение од нивното опкружување, што ќе го забележат, бидејќи ако провалникот е денес кај вашиот комшија, сте го виделе, а сте премолчеле, со тоа сте му овозможиле да ја избегне правдата. Утре ќе дојде во вашиот дом, ќе ве посети вас. Затоа заеднички да градиме доверба и почит, бидејќи полиција сме сите ние. Само заеднички можеме да допринесеме за посигурна, побезбедна средина во која што живееме. Ви благодарам.